Horizontalната смисла на крстот на сите нас ни е познат. Се раѓаме, одиме по некој пат на воспитување во семејството, потоа во некој основно училиште, средно училиште, ама уште сме во хоризонтала. Можеме да завршиме и факултет, и да докторираме, понатаму да оформиме и свое семејство, ама уште сме во хоризонтала. И можеме да имаме и напредок во работата и во кариерата воопшто. И можеме да стигнеме на врвот на кариерата, ама уште сме во хоризонтала. Може да не стекне ненадејна смрт или редовна по старот смрт, ама уште сме во хоризонтала. Ако така го живееме животот, ја познаваме само едната димензија на крстот. Ама денеска, браќа и сестри, Господ ни покажува дека има и друга димензија. Да се движи и нагоре човек. Тоа значи по вертикала. Да се движи во едни нови начини на постоење. Она што Господ го направи денес, не е да не фасцинира како тој може да лета, а Игар и Дедо, кои се обидува да летаат пред некој век, уште по нашава современост не успеа. Не е тоа Господ да ни покаже, туку да ни покаже дека има друг начин на постоење. А тој начин на постоење следува после воскресението наше, како што овој начин денес, кога Господ се вознесе, а тоа значи се подигна, како ракета може да замислите, како ракета да оди нагоре, така Господ да оди нагоре. Така Господ ни покажува дека нашиот начин на постоење ќе се измени, или барем треба да се измени тогаш кога за нас ќе настапи воскресението. Ако се сеќавате уште првиот ден на воскресението и вели на Света Марија Магдалина, немој да ме чепкаш, зашто уште не сум отишол кај мојот Отец. Тоа значи слободно да размислуваме дека можеби ако го допрела Света Марија Магдалина, раката ќе пропаднала, како во воздух. А па тоа повеќе ќе уплашало дека не е тој човек веќе, иако е Господ човек, само недела дена после тоа му вели на Свети апостол Тома, пипни ме, Тома. И тој ги гледа раните на клинците, што биле на телото негово, што значи дека тој нов начин на постоење, кој уште не можеме да го разбериме, носи друг метод на постоење. А тоа значи може да биде човек и невин, и материјален, и нематеријален, ама сето тоа ни е приготвено и за нас. И ние кога ќе дојде време, ако сега со вера го примаме ова, и ние така да постоиме. Тоа е она што Господ сака да не го покаже на пратникот на неговото вознесение. Не е тоа дека сака да не фасцинира, да ни покаже, видите, јас можам нешто што вие не можете. Неговото смирение е такво, што тој дојде најневозможното, да ние човек да го направи. А тоа е да се Господ, пазите, Господ да дојде да се воплоти, да прими тело како еден од нас. Во суштина тоа е срамно. За несмирен човек е срамно. А за Господ кој ни покажува и образец на смирението, тоа не е срамно.
Primi тело како што имаме ние. Ама што е уште пострашно, со најлудата смрт како што скоро не е познато или ретко познато на луѓето да умрат на крст, со таква смрт умре. Повторно не за да не фасцинира и да не каже видите што можам. Затоа што тешка беше смртта и за Господа на крстот. И тој рече, оче ако може да ме одмине оваа чаша, значи знаеше дека е тешка, ама не, ако не вели, нека биде волја моја. Тоа е многу важно да се научиме, не вели Господ нека биде волја моја да ме одмине оваа чаша, не можам јас ова да го поднесам. Туку вели нека биде волја твоја. А волја Божја е синот негов да страда. Смисла има, ќе најде некој од вас, родители кои сте таква смисла да му дадете на детето земја кога ќе ви побара риба? Не е возможно тоа, нити за оца не е возможно. Не му треба сатисфакција на Бога, оца за тоа, особено пак преку синот него да ја тера истата. Туку потребно е за нас да ни каже каква е љубовта Божија. Спремна да го жртвува најмилото, а тоа е синот неговото. Таква љубов ни подарува Господ со неговото воплотување, воскресение и особено денеска кога го завршува сиот домострој на неговото сватење на денот на вознесение. По 10 дена ќе го примеме Духот Свети, а Духот Свети, во Духот Свети е и Господ и ние. Сега каква тајна е тоа? Каква тајна можеме да сватиме дека Господ ни приготвил спасение со вечен живот. Тоа е тајната на овие големи денови кои ги доживуваме и преживуваме, одел преку раѓањето Христово, понатаму неговиот живот и проповед, нормално, која се поучуваме ката дневно, но особено во денот на неговото распетие и во денот на неговото воскресение како кулминација на се. А денеска тој што дојде на таинствен начин, не преку машка и женска пуха, туку дојде преку Духот Свети и Марија Дева. Ето истиот ден однесува кај својот дом. Затоа, браќи и сестри, само со вера да го примеме тоа. Да си го објасни човек може само делимично. Понешто веќе слушнете од нас проповедниците, понешто може и Господ ќе ве просветли, ама се да не очекува секој човек дека ќе може да стигне до најдлабоките тајни на спасението. Тие се подлабоки од сите нас. Зашто сите нас може да не соберат во таа заедница која Господ ни ја подготви во Духот Свети кој ќе дојде за 10 дена. Денеска ќе спомнам и тоа се изградува, прво што гледам украсена иконата на Вознесението, треба да се учиме за сите големи празници, особено за славата на некој храм, да ги украсуваме црквите, зашто тоа е дел од нашиот труд и Господ го зема како дел од нашиот труд. А второ гледам една жена, чие име сега моментално не го знам, ги собира парите од иконата и ги става во касата. Не треба, браќи и сестри, да се случува да ги собира друг нашите пари. Нормално е дека треба да помагаме црквата, но затоа покрај иконата постои каса. Ставете ги парите во касата, а не на лицето на светител, што после вас доаѓа друг кој треба да целива таа икона. Што ги целива? Парите? Секогаш трудете се, значи, ако нема дури каса, што е невозможно скоро,
да ја побарате или да ги ставите тамо на пангарот или како го викаме на друго место, да не се гледа вашиот грев. Се сеќавате она што ни вели Евангелијата, дека најголем прилог е тој што не се гледа. Ако ние уште се размафтаме, па сум гледал и такви случаи каде ја тријат иконата со парите, за да видиот да ја не гледа иконата. Мислат не гледа и треба да тријат да ја покажат дека оставиле 10 денари во касата. Но многу е паметно, затоа ја спомнам ова жена, чие име нема да го спомнам, затоа што не го знам, во овој момент, паметно ги собра парите и ги стави во касата. И тоа не еднаш, неколку пати тоа го направи. И така треба и сите да се учиме. Не некој друг да ни го собира гајлето, туку самите ние да си ставаме парите во касата. Црквата, како што сите знаете, постои од вашиот прилог. Ќе дадете вие нешто, ќе додаде некој друг и ќе направиме нешто да украсиме црквата. Милоста Божја, браќа и сестри, нека биде со вас и во сите дни на вашиот живот. Амин.